Večera su sa nama ovde deca iz Srpskog Prnjavora, Republika Srpska, takođe iz grada Niša, Kotor, Dobrota, Severna Makedonija, Čaška. Takođe sa nama su deca večeras ovde sa Cetinja, Nikšić, Podgorica. Ja se nadam da nisam zaboravila neko mesto, nisam. Ono što bih posebno istakla jeste da su svi ovi ljudi prešli najmanje 300 pa i više kilometara, evo Makedonija negde oko 600 i nešto, da bi večeras došla ovde i predstavila svoje učenike, naravno nagrađene. 1130 radova pristiglo je ove godine na adresu Dino parka, zaista mi nismo iskreno očekivali, zato smo i kasnili sa rezultatima, kasnili sa objavama, ali eto, zaista biti nagrađen među top 10 od 1130 radova, zaista za jedno dete, samim tim i za jednu školu veliki uspeh. Sa nama večeras je i direktorka osnovne škole koja broji, ako ne grešim, oko 900 đaka, je li tako? Direktorka škole, gospođa Milka Vasiljević, koja evo ovom prilikom, ja ću njen ime da pozdravim svu decu, sve roditelje, sve direktore škole i mentora koji su došli. Učenica 8. razreda osnovne škole Todor Janov. Izvoli sada. Ti se obraća jedno dete. Ja sam samo dete i ne treba da živim во страх. Имам право да бидам среќен и здрав. Сакам да живеам во радост и игра која нема крај, зашто детството за секое дете е како рај. Сакам да ме почитува секој, без разлика на боја и раса, зашто во детството не постои ни граница ни класа. Во светот има и бели, и жолти, и црни, но сепак сме само деца со души добри и врви. Ние сме само деца, различни од целиот свет. Срби, македонци, руси. Сите сме со живот и куси. Сакам среќно детство. Брзо поминуваат дни. Дозволете да бидеме среќни, не само јас, ти, тој. Потребно е сите. Зошто туристот треба да го посети мојот крај? Јас сум Сара Димовска. Имам 13 години. Доаѓам од Република Северна Македонија. Ученичка сум во 8 оделение во основното училиште Тодор Јанев, кое се наоѓа во моето место на живење, во општина Чашка. Општината изобилува со природни убавини и културни знаменитости. Низината површина изнесува 825 км квадратни и представува трета најголема општина по територија во Република Северна Македонија. Таа е рурална средина и брои 7673 жители во 42 населени места. Во подрачјето на општината ги има најубавите и привлечни предели на планините Јакупица, Теутица и Бабуна од запад, Клепа од исток, Караџица и Голешница од северозапад. На територијата на општината е и највисокиот врв на планината Јакупица, Солунска глава со надморска висина од 2540 метри. Целата атрактивност на пределот го дополнуваат реките Бабуна и Тополка. На планината Теутица се наоѓа планинарскиот дом Чеклес, кој се наоѓа во шума покрај високи букови дрва и представува туристички предизвик за алпинистички спортови. Покрај реките Бабуна и Тополка, како природен ресурс, е ново изградената брана на хидросистемот Лисиче, која служи за водоснабдување на жителите од општина Чашка и општина Велес и изобилува со фауна. Исто така, мојот крај е познат и по бројни културно-историски обележи. Првата печатница во Република Северна Македонија се наоѓа од село Горно Врановци, место кое припаѓа во општината. Во општина Чашка се наоѓа спомен куќа роден дом на македонскиот револуционер и еден од основачите на македонската револуционерна организација, Петар Попарски. Меѓу нив се бројува и Тодор Јанев, револуционерот по кој училиштето го добило име. Од овој крај потекнува и поетот Коле Неделковски, родом од село Војница, автор на револуционерна поезија. Во туристичната агенда неизбежно место за посета е селото Папрадиште, познато како остров од море во Папрад, каде престојот е задоволство и релаксација. Горда сум на моето место од каде доаѓам. Ова е дел од природните богатства и културни знаменитости што го обликуваат мојот крај. Овој дел од Северна Македонија има уште многу спомен обележја од локално значење што може да ги посетите доколку дојдете и бидете гости. Мој крај е срце Македонија. Доđite да посетите нас, да обиколимо единствени ресурсе и заедно да освоимо планински врвови.
Кој е дошao, опет ја срати. Пријателјства, образование и разумевање со основна граѓање меѓународна сурадња. Веома сум среќна што сум данас тук. Ово е велики успех за мене. Хвала вам на позивот и дружење. Čuli smo Severnu Makedoniju i da čujemo mentorku, profesorku srpskog jezika, makedonskog jezika, gospođu Valentinu. Добро вечер на сите. Јас сум Валентина Тодорова, просветен работник од Република Северна Македонија. Оваа прилика ќе искористам да упатам една порака до најмладите. Знаењето е најголемото богатство, затоа стремете се кон знаење, учење, сила и моќ. Знаејќи, ќе стигнете и до совршенство. Не е точно дека не постои совршенство, постои, но само треба да се вложи труд, волја и време. Воедно ќе искористам можноста да и се заблагодарам на Славица за соработката и љубезноста во контактите што ги имавме, како и целокупната организација и можноста за денешното дружење. Овој момент ќе остане за секогаш осеќавање во мојата кариера како просветен работник. И ви благодарам. Hvala vama, hvala gostima iz Makedonije. Mi volimo Makedoniju, svi smo bili na Ohridskom jezeru, bar eto, većina nas.